Господинот Горан Герасимовски. Господин Герасимовски, добро утро. Добро утро, фала на поканата. Благодарам што ја прифативте поканата, бидејќи сакам да поразговараме за онаа фамозна парцела околу Треска, за оној пожар. Вие вчера имавте состанок со тој кризен штаб, што го имате и така натаму. Прво да ве прашам вака, цело Скопје мисли дека пожарот е подметнат. Градоначалничката на Скопје излези додека уште таму гореше, она рече дека сигурно е подметнат, дека има индиции силни за тоа. Што мислите вие, што вели вашиот кризен штаб, за што станува збор? Да, вчера се одржа состанок со кризниот штаб, штабот за заштита и спасување, на кој што меѓу присутните беше и командирот од полициската станица Беко. Информациите од полициската станица се дека увидот е завршен. Чекаме записник од страна на МВР, кој што заедно со ОЈО ќе го достава до општината, од која ќе се достави истиот, ќе се видиме повторно за да прецизираме за што станува збор, односно кои се причините за самиот пожар. Дали е истиот подметнат или е настанат поради X причини. Господин Герасимовски, додека не го добиеме записникот, не би спекулирал за што станува збор. Па тоа би било добро барем официјални лица да не го прават, ама ева живееме во средина во која секој на Facebook начин се трка да даде што поатрактивна изјава и особено кога е во некаква политичка корист. Сепак да ве прашам, што воопшто менува дали на парцелата има или нема пожар? Што ве прашувам во однос на исцртување на тие маркички, го знаеме целиот историјат и така натаму. Менува ли нешто ова ако ја снема фабриката Треска ако изгори? Таму во моментов има постоечки дуб со одреден број на парцели. До сега немаме дадено ниту една дозвола, до општината стигаат барања и за отстранување на одредени објекти, барање за легализација на објекти, за легализација на и откуп на земјиште на легализирани објекти. До сега општината ги прима сите барања и пополека ќе постапува по истите. Во овој момент чекаме и насока од страна на основното јавно обвинителство за да знаеме како понатаму ќе постапуваме и за самите предмети како и за расчистување на теренот на Треска. Јас првично кажав дека пред се треба да го расчистиме самиот терен од страна на општинските инспектори за животна средина заедно со инспекторите од инспекторатот за животна средина и министерството. Направено е увид неколку пати на површината на Треска каде што и горе самите бараки за да се увиди за каков материјал станува збор и дали истиот е штетен за поздравјето на граѓаните. Пред се ни е битно тоа да на самата површина, доколку има штетен материјал, истиот се острани. Вашите заклучоци се дека од пожарот нема загадување, ако добро прочитав, иако таму многу чувствителни материи горе, сунгер, гуми, пластика, па дури и оние азбестни плочи за покривање на фабриката. Вашите мерења, бидејќи таму има мерни точки, мерни станици кои што мерат чистотата на воздухот, и понатаму стоите за тоа дека не е опасно дури ова, како да кажем, чадење на гарот од тој пожар? Прво нешто за што се заинтересиравме и што јас искрено потенцирав и сакав да го дознавам е тоа што таму горело и колку е штетно по здравјето. Искрено, од кога слушнавме дека имало експлозија, јас и мојот тим искочивме на терен и 2,5 часа бевме заедно со пожарникарите. Како што слушнавме, азбестот не гори. Имало лакови бои кои што биле изгорени за време на настанување на самиот пожар. Информациите ни се дека од 13, односно ден пред да започне самиот пожар, односно настане несаканата ситуација, до завчера мерењата на станиците кои што го мерат воздухот покажуваат дека нема енормно загадување, односно над дозволеното. Што е наша среќа. Ќе видиме како ќе биде понатаму. Насоките од инспекторатот за животна средина се да и денеска е договорено да заедно со нашите екипи повторно искочат на терен да увидат дали освен азбестот има и други штетни материјали кои што треба да се отстранат од Треска. Во меѓувреме е договорено дека доколку има било какво кочење за чистење на целиот раон, добро е барем да се заштити, односно да се постават кеси каде што има
било каков штетен материјал. Чистењето на згариштата и на целиот тој терен сега кој што настана после пожарот паѓа на оние кои што се сопственици на парцелите и на објектите. Започнато е таму некакво чистење или се чека се уште истрагата велите заврши, но дали се чека некаква друга експертиза и така натаму? Се уште не е започнато, чекаме да од истрагата добиеме записници, да знаеме кои се и причините и потоа дополнително заедно со ОЈО ќе договориме на кој начин ќе се расчистува самиот простор. Инаку на приватните парцели задолжително треба да чистењето го изврши сопственикот на истите. За крај да ве прашам, господин Герасимовски, добро, еве, помина и оваа епизода, треска станува еден серијал, да не кажувам сега каков јужноамерикански или турски, или не знам како, ностоп некакви епизоди, контроверзии и така натаму, урбана мафија, неурбана мафија, политички притисоци. Што е сега, што следува таму, откако еве и ова заврши? Што се наредните постапки, бидејќи се уште постои интересот на јавноста и тој јавен интерес таму да не се градат оние бисквити, како што беа во една од визиите за тоа што треба таму на погитанки така е да настанат. Но што е сега она што следува, што предвидувате вие дека ќе се случува годинава со таа парцела? Пред се треба да го исчистиме целиот простор. Треба да се отстранат сите оние објекти кои што постојат таму, за не дај Боже да не настанат повторно некои несакани действија. Дополнително процедурите ќе се тераат. Ние распишавме раскинате договорот со планерската куќа, распишуваме нова јавна набавка каде што ќе се избере нова планерска куќа. Ќе притискаме да што подобро се урбанизира целиот простор. Да има што повеќе зеленило и јавно добро. Тоа ќе бидат моите амбиции. Сте во контакт со невладините организации, со овие граѓански иницијативи, издруженија околу таа парцела, се уште сте во некаков, да кажам, корисен контакт или како стојат тие работи? Последниот состанок го имавме пред 10 дена, на кој што беа повикани дел од сопствениците на парцелите, заедно со партиципативното тело, како и Комисијата за урбанизам подградоначалник и сектор за урбанизам, се со цел да поразговараме за самиот простор и што подобро урбанизирање за истиот. За жал, дел од сопствениците, односно скоро сите, го напуштија демонстративно состанокот, не сакајќи да ги слушаат сите препораки, но мое да и понатаму притискаме и наоѓаме заеднички јазик да самиот простор што подобро го урбанизираме. Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар, ви благодарам за ова утринско брифирање. Ние, како и сите други, ќе следиме и понатаму што се случува. Барем, ако ништо друго, може би тоа што изгоре, па сега не знам дали има уште нешто да гори таму, ама сега може би ќе се отвори простор да се тргне во реално некакво решавање на целата таа голема парцела со внимание на сите интереси и на сопствениците на објекти, парцели, па и на се разбира на јавноста поширока во градот. Ви благодарам за ова утринско гостување.